Време е за оброкот на денот и веќе најавивме дека во нашата кујна после се презетуваме со Сара, но не може баш точно да ни текне на датумот, ама сигурно има една година како не е дојдена во нашата кујна и мене ми е задоволство што ваква успешна и една нутриционистка, но веќе успешна и како шеф во кујна и кај нас, но и надвор се разбира, е со одвоени минути за во нашата кујна за да може и да се позборуваме за новитетите, но и да направиме нешто вкусно, нешто што може да биде добродојдено за појадок, а и за некого можеби и ужина. Сара Трајковска, добре ни дојде. Добро утро, Ивана, добре те најдов тебе и еве добро утро на сите гледачи на Телма телевизија. Мене ми е баш мило што сум назад и баш ми е мило што ќе се дружиме повторно. Имам уште многу идеи да споделам со вашите гледачи, така да се надевам ќе се дружиме и во наредниот период малку повеќе. Да, и јас се надевам исто, барем додека си тука, бидејќи имаш многу новитети кои што те очекуваат и мене ми е мило што ете така некој млад и успешен си го трасира патот на еден таков начин, се со цел да се постигне она кое што меѓу другото е твоја цел или желба и како се велиме реализирање во однос на кариерата како готвач, шеф готвач, како и да е посоодветно или кој е терминот. Ти моментално работиш како шеф готвач во хотел Мериот, си се уште на студии на факултетот за нутриционизам и си ги правиш сите оние други тековни активности, па и амбиции кои што ги имаш за надвор. Па ајде малку околу сето тоа кој што е новиот тел. Дур сме тука, сакам да си поздравам и хотели колегите од Хотел Мериот. Да, зашто навистина ме очекува у неколку вакви гостувања да ги поздравам, така да еве ве поздравувам сите. Како што рече, таму сум готвач еве веќе година и 3 месеци. Навистина ми беше мило, мислам уште ми е мило да работам со нив и навистина прекрасни луѓе, прекрасни готвачи и шефови запознав многу, се здобив со многу знаење. Како нели тоа што ми беше целта на почетокот, нутриционизам, факултетот привршуваме, конечно знам дека претходните неколку малку, значи се само на крајот. Да, така е. И во меѓувреме се случува животот, буквално целиот распоред е исполнет, но навистина и мене тоа ме исполнува. Стварно сакам да ги правам работите што мене ми исполнуваат и што ме радуваат да ги вметнам и да најдам време и за нив, па дали тоа ќе биде пење, дали тоа ќе биде едноставно дружба со пријателите, дали ќе биде нешто креативно што ќе правам во меѓувреме, но све нешто се случува, се нешто има да се прави, така да полна распоредот, ама јас сум задоволна со тоа. Одлично, правиш совршен баланс и на оно што е твоја професија, која што се гледа очигледно дека многу ја сакаш, и од она кој што велиш е животот, меѓу другото дружбата, социјализацијата, и тоа е се повод за насмевката која што ја постојано ја имаш и постојано си насмејана и така те паметиме. Се разбира многу добро за тебе или да речеме одлично за тебе, но не толку добро за нас, у смисла на тоа дека ако ни заминеш веќе летово за Америка, како и што планираш, ќе те немаме баш така на овој начин во нашата кујна, но од време на време ако доаѓаш ќе не посетуваш. Ова го кажуваме како добра вест, заради тоа што ти минатата или која година беше мината пред 2 години? Да, пред 2 години сега. Беше исто во Америка, во Њу Џерси беше или во Њу Џерси, каде што се стекна со одедено искуство, па тука позборувавме и за тоа, но сега сепак патот повторно те води натаму. Така е, па овој пат во Сан Франциско, како што ме кажа. Да, сега одиме во Сан Франциско, но исполнувам уште еден мој сон, го споменав и претходните неколку гостувања, дека многу, уште од кога имам почнато со оваа професија, некој мој сон и моје достигнување е да работам во тие Мишелин стар ресторани, односно ресторани кои има добиено таа престижна звезда на Мишелин, така да мојот сон сега се остварува. Како што напомена, одам во Сан Франциско на 1 јули и овој пат одам на малку подолг период, а не како претходниот пат бев као 4 месеци. Да, сега лето период беше така. Да, и ја искористив таа прилика да отидам како студент, но и да работам таму, да ги запознам нивните кујни малку повеќе и да видам што они нудат, што може да се научи од тој принцип на работа. Се вратив, но еве патот, како што кажа, повторно ме носи назад, но еве сега на некои малце поголеми достигнувања. Одлично. Пред тебе е сето тоа и верувам дека навистина ќе се променеш и тоа ќе биде сосема успешно, баш онака како што си го замислила. Имам уште неколку прашања поврзани со овие работи кои што ги начнавме на самиот почеток, но ајде ќе почнеме со правењето и со зборувањето во интерес на времето. Ти немаш проблем со тоа и да правиме и да зборуваме, тоа сме го установиле досега. И ево ова е твој предлог, јас кажав и на почетокот дека имаш одличен предлог, нешто што практично е брзо, нема никој кој што не го сака така и не го практикува можеби во секојдневието. Па гледав да биде некој избалансиран оброк. Претходниот пат
кога бев во пролет, исто спремавме нешто од оваа сезона, нешто да биде здраво, вкусно и сезонски, а сега кога почна да ни излегува сонце, па многу луѓе излегуваат и во парки на шетање, така да се одлучив да направам некои сендвичиња кои што ќе бидат така вкусни, избалансирани, што брзо ќе се подготват, но ќе ни бидат супер за пример да отидеме на пикник, да отидеме на шетање, па не знам, може да бидат и некој оброк за на работа или за доручек, не знам, за училиште. Така да многу се вкусни, многу се едноставни и затоа се решив да ви ги покажам и на вас ова утро. Одлично, ќе ни биде задоволство да ги видиме, онака крајно како би можеле да изгледаат, не само што ќе уживаме во вкусот, сакаме тоа да ни биде нели убаво така представено, а кај тебе тоа е секогаш така. Имаме песто. Ова е песто, да. Знаеш што ми текна само? Дека во претходниот пат кога бев, претходното гостување направивме песто од ореви и рукола, така да може да си го побарате тоа видео, да видите како да направите и домашно песто, не мора да го купувате. Одлично, добро што ги искористите за овие сандвичи. Така е. Така да едно парче моцарела, малку мортадела и земав малце рукола за дополнителни влакни и витамини во целосниот оброк. Да, и ова ни е исто за јадење? Или ова ни е за уметнички? Да, има, значи на нашиот пазар постојат многу јадливи цвеќиња, така да има цвеќиња кои што се јадат, овие нема да ги ставам денеска во сендвичот, иако можете да ги искористите и за внатре, ќе ги ставам надвор за изглед, како што го напоменавме да изгледат, но подоцна може и да си изедат, иако ќе бидат онака на страна оставени до сендвичот. Одлично. Може да почнеме, ако ти треба помош од мене, слободно тука сум. И додека нели ги подготвуваме, кои што треба да ги вметнеме во овие лепчиња кои што се бриош кифли, да. Одлично мирисаат и се за ваква комбинација прекрасни. Соодветно. Да, бриош лепчиња се карактеристични за тоа што се прават со путер, со млеко и навистина се онака масни, многу бо мирисаат на тој нели млечен мирис. Овој пат ги употребувам вие, ги имам употребувано и претходно, но варијанта доколку некој сака, секако може и да се игра со некои интегрални лепчиња што сме ги подготвиле дома, верувам дека нема утка во оваа комбинација со било какво лепче да ставите. И јас исто така мислам, на крај ќе земеме само еден танер, можеби овој или како ќе сметаш ти дека е добро за да ги презентираме и да ги сервираме, а додека ти ги подготвуваш овие мини сендвичиња кои што одлично изгледаат, ќе позборуваме уште малку за тоа во однос на јас секогаш сакам да ја начнам и таа тема за инспирацијата која што доаѓа особено кога некои ја работат оваа работа, заради тоа што кога работата со подготвување на различни специјалитети, подготовката на храна на најразлични можни начини е секојдневие, тогаш инспирација мора да има заради тоа што нели не можете да бидете во еден таков затворен круг. Инспирацијата како и во секоја професија, така и во оваа мора да постои и веројатно следење на она кое што е и тренд, ако воопшто се следи или секој индивидуално. Меѓутоа еве ќе потсетиме дека ти работеше и не те прашав дали се уште работиш и како приватни. Како ќе се кажете персонален приватен готвач, односно јас се ги најавувам како приватни вечери кои што си ги подготвувам и ви доаѓам како приватен готвач. Така и сега верувам дека тука се очекува нели некои со нарачки, но некои со тоа што ти мислиш дека би требало. Тоа е нова креација, целосно нова креација. Да, јас ти спомнав и на тебе дека многу ги сакам овие вечери заради тоа што се целосна моја креација. Тука го искажувам цело мое знаење научено до сега, но исто така и искажувам цела моја инспирација која доаѓа за некој јадење. Креирање на вкусови, креирање на мени, самата реализација, како ќе изгледа мојот тањер, се останува на мене. Да, и тоа ти исполнува дополнително така, отколку да работиш по некоја шема. Убаво е да се работи по некој шеми заради тоа што се учиш на принципи, се учиш на постапки, со тоа го стекнуваш тоа знаење кое што ќе го употребиш подоцна и за вечерите, но на овие вечери, како што реков, целосно твоја креација. Буквално се што ти лежи на душа ставаш за луѓето да јадат и тоа изгледа стварно прекрасно и јас стварно се радувам на овие вечери. Секогаш стварно. Одлично, значи кога се препуштаат работите во раците на професионалец, тоа така изгледа. Искуството во Америка не е мало искуство, особено кога ќе го имаш тоа и во твоето CV, веројатно е доста корисно и како велиме голема предност.
во однос на тоа каде и на кој начин би продолжила. И сега повторно рековме заминуваш во Америка, каде што има еден сосема поразличен начин на живот, принципи на работа, но и вкус веројатно за храна. Така. Па колку е тоа предизвик за тебе и колку сега, значи во овој подготвителен период за таму, знаеш да малку повеќе се информираш за тоа што таму треба да правиш, кои се работите кои што конкретно или во тој ресторан се прават, каква е побарувачката и сите тие работи. Така е. Не знам, не ме плашат мене многу овие работи, заради тоа што уште сум жедна за впивање на нови знаења, така да твај чекам да научам нешто ново. Сега за принципот на работа, нивната храна, навистина постојат огромни разлики. Јас сега во ресторанот кај што работев пред 2 години во Америка има многу поразлична храна од ресторанот кај што ќе работам сега. Нема онака стварно многу се разликуваат. Едниот е готвевме повеќе морска храна заради тоа што излегувавме на океан. Сега во Сан Франциско повторно излегуваме, но се базираме на храна која што е fine dining. На многу помалку, помали порции, креирање на нови вкусови, создавање на нешто што никој не го измислил до сега, ама да креираш таков вкус, тоа е поентата на овие ресторани. Исто така што забележа и ти претходните неколку пати на моите гостувања, многу има ццкање со пинцета. Тоа е, не за мене, навистина ми спомнува тоа. Да, и бидејќи се мали порции мора да се внимава на тоа. Мора се што е секој тањир што излегува да е идентичен со другиот, но исто така мора да е се на свое место. Одлично. Значи тоа дополнително ќе биде едно убаво искуство за тебе, особено во делот што исто го обожуваш. Ако споменеме за, да речеме, од друга страна самостојноста која што исто така се стекнува. Така. И тоа е дополнително челичење, како велиме, во однос на тоа што значи да се биде оставен сам на себе, на тие млади години, ти си релативно млада, а истовремено и да работиш во еден таков престижен ресторан. И тоа е. Што е потребно за да се добие тоа место? Како ти успеа? Вака, по конкретно прашање. Јас мислам дека за мене што беше најважно е да сакам тоа да го направам и да правам работи што ќе ме доведат до тој степен да можам да аплицирам за ваква позиција и да, не знам, го имам тоа интервју со полно CV, јас така да кажам, заради тоа што ги интересира каде си работел претходно, што си работел. На нив многу им се допадна мојата пасија за храна, тоа можам да го споменам заради тоа што гледаат во тебе жар и страст и љубов за тоа што го работиш, па и они сакаат да те земат во нивниот тим без разлика дали сега ти, не знам, си работел претходно или не си работел, тука се да те научат, само мора да ја имаш таа желба и љубов за таа работа и јас верувам дека тоа е онака на прво место, не само за оваа работа, туку за многу работни места, верувам. Но навистина, да, интервјуто, полно CV, желба, мислам дека ова немаше да дојде оваа работа туку така, доколку сама не истражував, не барав, не прашував дали постоела ваква шанса или не. Како што кажам, многу сум млада и мене уште ми онака планирав ајде на некои 30 на години може ќе влезам во вакви ресторани, но многу се радувам што дури сега се случува и што ваква прилика ми се укажува уште сега. Да, баш ми е мило и тоа што го забележав уште од нашата прва средба е дека немаш планови и визија за следните 3-4 месеци, туку ти едноставно си планираш многу по далечно за тоа што сакаш и во иднина да направиш и како би сакала ти да изгледаш после не знам колку години, што би сакала да имаш свое и така натака. И веројатно кога ќе се спои таа желба со малку труд и барање таму каде што треба да се најде тоа, се поклопуваат коцките, како велиме, и тоа е одлично. Еден пример за многу млади кои што се бараат себе си или можеби по својата професија, можеби немаат толку голема амбиција или пак можеби храброст, па и можеби не мислат дека туку така лесно ќе се најдат на некој од тие места, дека се е можно и дека навистина практично чуда се случуваат и може да се најдете на местото каде што и сте санувале да бидете така. Како ќе поминеш, ќе ни кажеш веројатно здравје Боже некогаш кога ќе ни се вратиш. Она што ни останува да ти посакаме среќа и лесна работа таму. Да, убаво еден представник од Македонија кој што го има здењето може да биде дел од токму тие светски ресторани со Мишелин звезди, како велиме престижни во тој дел. Да. Еве погледнете колку убаво ни го подготви ова Сара.
Ќе ви спремиме и Така, другите. на самиот крај, ова е таа декорација за која што ние зборуваме или крајниот производ пред се да го погледате малку. Да. Со задоволство, а потоа да го конзумираме. И на крај саро на кој што би можела да ти го посакаме успешно завршување на факултетот на кој што си при крај. Среќен пат се разбира ако не се видиме до тогаш и ако има уште малку време. И многу нови рецепти, идеи и искуства, па верувам дека нешто ќе имаме можности тука да прикажеме. Секако. Ти благодарам, Ивана, да, навистина имаме период пред нас, не е дека немаме, но мене навистина многу брзо ми поминува времето. Апликацијата и првото интервју се случија при крај на декември и сега некако од тогаш ми беше као имам као пола година доаѓање, сега некако кога се доближува времето сваќам колку и немам баш време за доста работи. Дека лета времето и дека да, брзо поминува. Да, така ќе го направам и третово сендвичи и накратко ќе ја повторам постапката. Ги намачкав, значи ги секов путрекифлите, може да ги запечете доколку сакате. Ставив од пестото на долното лепче, исецкав малку моцарела, неколку парчиња, мортаделото дозгора и еве ставам рукола и ги затворам. Јас си ги декорира вака со цветчиња, да ми се лични и убави, доколку сакате и вие можете да го направите, доколку не спакувајте ги и излегувајте на сонце. Да, и уживајте во пикникот, кој што веројатно овој викенд сигурно ќе го имаме, особено во сабота каде што ни се најавува вистинско лето, ако зборуваме за температури на 25 степен горе-долу во различни делови од нашата земја. Како и да е, пролетта е пред нас и можеме да уживаме во една вака убава заготка, која што како предлог денеска ни ја даде Сара. Сара, ти благодарам уште еднаш, ти посакувам успех како досега, така и понатаму и навистина верувам дека ќе се видиме повторно. Ти благодарам навистина. Поздрав до сите гледачи, имајте прекрасен ден и се гледаме во некое следно гостување. А ние продолжуваме со утринската и новото издание на Да си кажеме.